Познати сте како Томе Корнер. Така, одамна многу. Што ви носи овој прекар кога ќе се навратите наназад? Прекар со многу багаж. Прекар со многу спомени. Времето кога Скопје живееше на малку другчи ритам, кога ние бевме помлади. Можеби некои млади го живеат градот сега на таков исти начин како што ние некогаш. Мене ми остана по еден кафич кој се викаше Корнер, кој беше едно од неколкуте места кои го одбележаа градот некаде средина на 90-тите, на едно друго време. Време брзо по распадот на бивша Југославија. Време кога всушност Скопје стана прибежиште и оаза на сите оние кои беа разделени тогаш низ војната на овие простори. Значи една голема дружба, една убава дружба. Време кога се беше другчие, се уште беа идеалите тие кои не водеа, се уште беше небитно дали припаѓаш на некоја политичка опција, не припаѓаш, него беше дали сакаш да се дружиш или не сакаш да се дружиш. Едни многу поубави времења. За моја среќа ми остана, значи, тој прекар или како да го кажам, така да скоро сите ме знаат како Томе Корнер. Без разлика, после тоа сум работел уште неколку објекти. Некад ми се работело, некад не ми се работело. Тоа е вистината, но сепак Томе Корнер ми остана како име и како презиме. Сте биле дел од многу култни места. Можете ли да направите паралела некогаш и сега? Тоа паралела многу често ја слушаме последниве години, на жалост. Значи, мене правење на паралелата не ме радува и не ме прави да се чувствувам некаков херој или супермен. Напротив, дури веќе малку е и заморно да зборуваме како било некогаш и како е сега. На жалост, сведоци сме на време кога се менува комплетно идејата за тоа како да се забавуваме. Се менува комплетно идејата како да живееме. Значи, ние живееме еден многу повистински живот, тоа е дефинитивно. Животот кој сега се живее, животот во социјалните мрежи многу се разликува од она што се живееше тогаш. Тогаш преди се мораше се да се научи во живо. Значи не можеше да прошараш по интернет па да научиш што вреди, што не вреди, да симнеш музика или да симнеш филм, него мораше да го доживееш така како што е. Значи правење на паралели е многу чудно. И ако ги правиме паралелите, може би некоја постара генерација, генерацијата 50 па нагоре години би не разбрала во правење на тие паралели на дечкиве, на младиве, значи што се под 40 години надоле, таа паралела би им била тотално смешна. Веројатно поголем дел од нив ќе се мислат што овие дедовциве се замишљаат и што они размислуваат. На наша среќа и на моја и на твоја и на еден одреден круг на луѓе ние успеавме да фатиме, значи од ново време да успееме да бидеме и луѓе кои делумно ќе живеат по тие социјални мрежи и секако и со убавите спомени од некогашното време кое беше на вистинско, па дури и сега да си правиме дел од тоа време да живее заедно со нас. Да. Што представува за вас да се биде джентлмен, поимот джентлмен? Поимот джентлмен, тоа е многу дугачка тема, ќе ни требаат 3 емисии. Еве, првин ставот према девојките, према жените. Значи, джентлменски ќе кажам дека сум во брак некои си 5 години, во врска нешто малку повеќе од тоа. Не сум дозволил никогаш да не однесам кафе во кревет секој утро. Не сум седнал да јадам ни еднаш без неа. Тоа е дел од моето джентлменство. Джентлменски за мене е секогаш да го отстапам по убавото место за девојките. Джентлменски за мене е став према другарите и животот, према работата, да
не правиш хвалоспев за себе, не се фали самиот, него да направиш да делата зборуваат за тебе. Да. Джентлменски е да по мене и ден денеска да најдам довчаник да го вратам. Значи джентлменски е да, иако може би сум се обраќаат во право, да дадам предимство за тој кој може би брза или може би во момент се збунил и сгреши. Така. Значи джентлменството се носи во себе. Джентлменството е, мислам, во постарите години поизразено и повеќе ќе дојде до да се види, затоа што си посмирен. Джентлменството е една смиреност и пуштање малку предимство на другите. Во секој поглед и во секој сегмент. Има ли разлика помеѓу джентлменот и боемот? Секако дека има, и не секој боем е джентлмен, и не секој джентлмен може да биде боем. Значи, може би боем и бон виван би било поблиско, него ли да се каже со джентлмен. Боем е начин на живот, боем е систем на живот. Исто така како што и джентлмен, да. Систем на живот и начин на живот. Боем значи дека сакаш голем дел од животот да го поминеш со пријателите, со другарите, чашка добро пиење, 2, Да. па и 3. Секако не пропагирање на алкохолизам. Боемството значи да сакаш да се храниш добро. Значи, се тоа е секако дел и од джентлменството. Што може би джентлмените се често пати и презафатени за да би можеле да се дозволат да колку време посветат на убавиот живот. Да. Секој случај преклопено едното со другото. Кои се најголемите вредности кои ги почитувате и цените? Па нема да кажам што почитувам и ценам, ќе кажам што не сакам. Не сакам ароганција. Не сакам ситни измами. Не сакам луѓе кои се секогаш со мислата да извлечат некаква корист. Значи, цел живот сум го поминал со широко отворено срце, со желба за дружба, секогаш сум пробувал да бидам максимално искрен, колку што сепак живееме во чудно време, да бидам максимално искрен, максимално да бидам отворен. И по мене ти дадо одговор, мислам. Значи, Да. преди се некаква искреност во дружбата и некакво джентлменство. Управо некакво джентлменство.